Почитувани гледачи, во студиото денеска гостин со нас е господинот Боби Бојчевски од Независниот синдикат на здравствени работници, а темата на која што ќе разговараме е секако здравството. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Голема благодарност што сум денеска ваш гостин и поздрав до гледачите на Слободен печат и читателите. На почетокот ќе ве прашам за една ваша општа оценка за здравствениот систем во државата и кои се аспектите на кои што здравствените работници кои што се во синдикатот најчесто алармираат. Како што сте и самите сведок, ние сме еден млад синдикат, се оформивме како реакција на неактивноста. Значи во здравството постојат еден репрезентативен синдикат за здравство, фармација и стоматологија, кој е под капа на Сојузот на синдикатите на Македонија, и уште еден репрезентативен кој што е на клинички центар. Јас сум во здравствениот сектор скоро 30 на години. Во здравствениот сектор до пред 7 месеци, додека не се оформивме ние, луѓето мислеа мет и млеко. Луѓето мислеа здравствените работници се богати луѓе кои што живеат од плата, луѓе кои што немаат проблеми. И самата ситуација налагаше, гледајќи ги дневните печати, читајќи ги дневните медиуми, така над сегде имаше проблеми, дали било образование, дали било полиција, само во здравството се ќутеше. Например, ке ни се дадеше некое покачување од 10% бруто, а ке испадне после нетото околу 5 до 7% и всушност од 1000 до 1500 денари. И луѓе околината се збореше дека овие луѓе се задоволни, овие луѓе имаат убави плати, овие луѓе немаат проблеми, јавно никој од нив не излегува. Поред овие причини, таа негативна акумулација се насобра во нас, на мене и на голем број други колеги, и дојдовме до оформување на независниот синдикат на здравствени работници, административно-технички персонал и технички персонал, кои сме под Конфедерација на синдикални организации на Македонија, бидејќи видовме во тој момент единствена конфедерација која е признаена на национално ниво и конфедерација која гледаме дека стои нонстоп врз работникот. Ке напоменам, нејзиниот председател е Марија Ристевски, еден Гоце Делчев, доајен у полицијата, легенда. И поради тие причини решивме да дојдеме во конфедерација со нив, да дојдеме како синдикат ПРИКСОН. Од почетокот, кога излеговме, и самите сте сведок, кога излеговме, тоа беше август месец, кога се формиравме, иначе синдикатот е формиран на 7 септември 2023 година. Првите членови беа вработените во ИЗО здравствен дом Скопје, каде што јас сум таму вработен. Оден куп на голем број на членови. Постепено почнавме да се шириме, значи во Скопје ги имаме скоро сите здравствени објекти низ Македонија. Скоро сме во 40 градови, јас сум презадоволен, бидејќи ние кога излеговме, ја паравме такви барања се со цел за да можат вработените во здравствениот сектор да го преживеат, да го живеат месецот, а не да го преживуваат. Бидејќи никој не знаеше дека медицинска сестра зима плата од 23, 24, 25.000 денари. Дека општ доктор има и уште зима плата од 35. Овие ги кажам за почетни плати. Кој ќе ставиме, кој ќе го земеме работниот стаж и другите стига до 25-26 медицинската сестра. Докторот, почетна му беше 34 општите доктори што се во примарна здравствена заштита. Докторот специјалист 45.000, почетна плата. За овие работи ние ги информиравме луѓето, каде што сега после долг временски период од 7 месеци, усмеавме да имаме огромен број на членови, да сме расширени низ државава и горди сме што и репрезентативните синдикати почна нашите барања, нашиот наратив на барања, како што се платите, бенефициран работен стаж, колективни договори и така натаму, да почнат и они јавно да ги бараат. Со тоа сме, уште сме погорди што сега почна и другите да ги зборат нашите проблеми со покачување на платите во здравството, подобри услови на работа на здравствените работници. Едноставно со нашето излегување и кажување на проблемите во здравствениот сектор почна како лавина да се шири тоа. Значи, требало да станеш, да ги кажеш проблемите, па да ти ги решат.
Свесни сме дека изминативе месеци да алармирате за висината на платите на здравствените работници. Меѓутоа, алармирате и на уште еден проблем, а тоа е иселувањето, миграцијата на здравствениот кадар од државното во приватното здравство. Значи, каква е состојбата со оваа миграција и со иселувањето на лекарите надвор од државата? Еден факт што ние излеговме со такви барања, со такви кажувања, е тоа што, еве видите го примерот, вчерачниот протест на млади доктори, специализанти. Бројката е голема, 400 души. Тие може да бидат иднина за нашите поколения. Значи да имаат кој да не лечи, ако ги спуштиме тие млади доктори да ја напуштат нашата држава. Од друга страна, младиве кои што се вработени под договор на дело, кога беше кризата со ковидот, тие млади луѓе вработени под едни сумнителни околности по таков договор кој што не постои во работните односи, за плата, минимална плата од 20.000 денари без здравствено, без пензиско, како и овие доктори исто што се вработени за плата од 26.000 денари, работеа, се бореа со кризата, беа херои. Никој до тогаш не ги спомна, ако ви текнува. Значи, ние бевме први кои излеговме со барање за нивна трансформација. Едноставно, тие луѓе, ако не ги задржиме тука во Македонија стана екзодус на млади луѓе кои што ја напуштаат државата и тоа стручен кадар. Ние едноставно репродуцираме кадар за западноевропските земји. Значи државата вложува во нив, во нивното совршување, учење, специализација. Едноставно како готов производ го пуштаме во западноевропските земји, каде што тие радо ги прифаќаат, им даваат специализации, самата клиника кај што ќе се запослат овие млади луѓе, самата клиника им дава специализација, бидејќи ние имаме еден факултет со доаени професори, добро обучен медицински кадар, тие наши вработени, имаме ние пример на многу број од тука доктори што се отидени во Германија, каде што после нивната специализација стануваат началници, дури и менаџери на некои здравствени објекти. Не знам до кога ќе биде, ако се продолжи со ова темпо на развој, со секојдневни случки, хаоси што се случуваат во здравството, во секојдневни афери. Значи, јас ви гарантирам за не помалку од една година, ако се не дојде до некој ресетирање на здравствениот сектор, за една година ќе треба да ги заклучиме јавните здравствени установи, бидејќи кабинетите не се празни, ќе треба јавното здравствено установа да го ставиме под клуч, ќе нема кој да работи. Имате ли некои сознанија за градовите од внатрешноста? Сепак премногу се фокусирани сите работи околу здравството на Скопје, бидејќи тука е лоциран клиничкиот центар каде што има најголем наплив на пациенти. Каква е состојбата, има ли доволно кадар во внатрешноста? Што велат членовите на синдикатот? Значи, шетајќи сега, бидејќи ние како синдикална организација отвараме синдикална организација во сите градови и во јавните здравствени установи во тие градови. Значи, разговарајќи со овие луѓе, со наши членови вработени, дојдов до една фрапантна слика која што јас самиот не сум верал. Не знам дали и Министерството некој има информации што се случува не само во градот Скопје, што се случува низ внатрешноста на Република Македонија. Само во градот Скопје ќе ми напоменам. Според законот, над 40.000 жители во градот Скопје, во општини кај што има над 40.000 жители, потребно е да има поликлиника. Што подразбираме под поликлиника? Под поликлиника разбираме да има примарна и секундарна здравствена заштита. Значи примарна вакцинација, матични доктори, превентивна и на крај специјалисти, невролози, интернисти, психијатри, физијатри и така натаму. Ние моментално во градот Скопје имаме 9 такви објекти, фалат уште 2 клиники за жителите на општина Кисела Вода, кои што потхитно треба да се изградат, и за општина Бутла, кој ќе ја зафаќа тој регион, на Скопска Црна Гора, општина Чучар Сандо, општина Шуторизари. Значи, народот, граѓаните во тие општини, секој гледа што побрзо да се ја заврши работата, да се ги заврши испитувањата, а тоа кошта време и пари. Што се случува во градот Скопје? Имаме објект, грандиозен објект во поликлиника и во општина Драчево, во населба Драчево, под општина Кисела Вода, во кој објект само работи кожното интерното оделение, а таму треба да имаме специјалист по орала, специјалист невропсихијатар, очен доктор,
Нема. Низ Скопје не можеме да најдеме очни доктори, не може да се најде специјалисти по ОРЛ. А во другите градови, што да ви кажам? Например, во Гевгелија немаме гинеколог. Можете ли да сватите? Гинеколог немаме. ЦТГ-то го прават сестрите акушерки на жената која што треба да се породува. Каде има договор да се породуваат тие жители од Гевгелија, дали во Струмица или ги носат во гинеколошка акушерската болница во Чаир. Дали е тоа можно во оваа држава? Потоа, што во Битола? Во Битола ќе отвараме факултет, а додека голем број на специјалистички гранки во Битола не функционира. Нема уролог, нема невролог, нема физијатрија, нема неврологија. Како ќе работи таа болница? Значи, како што знаеме, голем број на тие жители од Битола, кога имаат некој здравствен проблем, за кардиолошко ехо на абдомен, идат во градот Лерин. Во Лерин да се прегледуваат и едноставно што ми падна чудно, не им наплаќаат на жителите на општина Битола кои идат на преглед. Со зборовите ние сме исти луѓе, наши луѓе сте, не треба ништо да платите за преглед. До кај се оди? Жителите од Крива Паланка, пример. Имаме таму интернист, гастроентерохепатолог. Место да доаѓаат во Скопје, од Крива Паланка да дојдеш за гастроскопија, за да не му го купиле апаратот за гастроскопија, каде што тој лекар, млад лекар, обучен субспецијалист, работи интернистички, интернист работи во тој објект. Значи, имаме голем број неправилности. Инако тие луѓе од Злетово, Пробиштит, Крива Паланка, одат еден магнет да направат во соседна Србија, во Врање, бидејќи цената била дупло поевтина него во Македонија. Се ближи ли еден период кога едноставно поради пензионирање или поради миграција државното здравство ќе остане без лекари, специјалисти и како тоа да се надмине? Дали може да се очекува дека во државата ќе мора сите да се лекуваат приватно? Треба да сватат сите кои што се на власт, кои што треба да дојдат на власт и самите политичари, функционери, дека јавното здравство е амортизер на социјалата. Македонија не е богата држава, нема богати граѓани, секој да си приошти еден преглед во приватно здравство. Значи, ако овој тренд на миграција на вработените, на медицинските работници, овој тренд на напуштање на јавното здравство, што се случува секојдневно, каде идат за подобри услови, за поголема плата, дали во приватните клиники или во западноевропските земји, ќе дојде до клучна рака на овие клиники, а целта, ја не знам, после што ќе се случи со овој народ, ќе нема за обична настинка кој да ни препише терапија. Исто така изумират и матичните доктори. Знаете, поголем број од овие млади доктори, како што слушнав една фрапантна слика вчера, 70% од дипломираните доктори учат германски јазик. Значи се спремаат за надвор. Не ја гледаат ова иднина со сивило. Значи, подхитно новата власт, која вас ќе дојде, потребно е ресетирање, реорганизација, реформирање на здравството од завршување на докторот, од факултет, значи да има соработка помеѓу деканатот, Министерството за здравство и владата. По завршување на овие доктори, општи доктори и според просекот, успехот, да се види со овие луѓе, за да не ни бегаат, веднаш нивно запослување и давање на специализација. Јас напоменав на некои мои изјави дека едно луксузно возило чини колку две специализации. Една економски директор чини колку две медицински сестри за една година. Плата за медицински сестри. Значи, подхитно потребно е задржување на овие млади луѓе во државата, подхитно потребно е ним тие луѓе да им се даде кои што имаат афинитети да специализираат, да им се дадат специализациите, тие луѓе доктори кои што сакаат да останат како матични доктори, да им се дадат ординации во јавните здравствени установи, ги има по еден куп ординации, останати, нема кој да конкурира. Ако се мисли за народот, ако се мисли за оваа држава, мора подхитно реформи. Иначе напоменав дека до крајот на годинава ќе има колапс за средниот сектор, ако се продолжи со оваа темп на афери и на хаоси. Еден од индикаторите кои што покажуваат
колку една држава е напредна, колку една држава е прогресивна, представува и тоа колку граѓаните можат да имаат достап до базични здравствени услуги, како што е итната медицинска помош. Како функционира итната медицинска помош во Скопје и во другите градови каде што ја има и какви реформи сметате дека се таму потребни? Ние како синдикат напоменуваме дека реформи требаат подхитно. Новиот министр што ќе дојде, што од првиот ден треба да се направи една национална стратегија. Национална стратегија на здравствениот сектор според демографската политика, статистика за демографија. Не знам дали знаете, еден вработен, двајца пензионери се на грбот на еден вработен. Значи ситуацијата и на таа страна. Ние како држава немаме направена таква национална долгорочна здравствена статистика според демографската статистика. Второ, значи ние требаме ресетирање во примарната здравствена заштита, како кажав, секундарната, специјалистичките ординации во поликлиниките што уште постојат во градот Скопје и имаме здравствени домови во поголемите градови низ републикава, потребно е да станат диагностички центри. Што се подразбира под диагностички центри? Опремени со најсовремени ехоапарати, со магнетни, со компјутери и само тие доктори кои што работат овие да бидат како диагностичари и тие вработени прават триажа. Дали тој пациент е потребен да се испрати во терцијалното здравство за понатамошно лекување, клиниките или со лекувањето ќе продолжат понатаму. И трето, брзата помош. Значи брзата помош е рак рана на градот Скопје. Додека во другите градови бенефитот е тоа што пунктовите за итна медицинска помош, таму се исто здравствени домови, кои што 2006, тие беа големи, огромни здравствени домови, со реформите што се донесоа во 2006 година, голем број од тие ординации ги земаа под закуп матичните доктори. Значи во јавно здравство останаа вакциналните пунктови и пунктовите за итна медицинска помош. Значи тие се само јавно и докторите специјалисти во тие здравствени установи што ги има. Во другите градови е позитивно што тие пунктови за итна медицинска помош се наоѓаат одма до здравствените објекти. И значи тие доктори меѓу себе работат побрзо и се поефикасни. Додека во Скопје итната медицинска помош, како што знаеме, е рак рана за населението во градот Скопје. И не дај Боже да повикаш итна медицинска помош. Не луѓето, таму луѓето што работат се професионалци. Сека им чест. Тие луѓе заслужуваат специјалистичка плата. Тие луѓе не знам што заслужуваат. Но од друга страна, според Светска здравствена организација, на 30.000 жители потребно е да се има еден тим. А ние знаеме дека Скопје има над 6.000 жители моментално и повеќе. Ти не можеш дали се 5 тима, со 5 тима или да речеме 7, јас знам за 5 тима, функционира градот Скопје. Значи, ако викне итна медицинска помош од пунктот од Карпоша, треба да отиде во наслова Драчо. Колку е време оваа гужва, овој сообраќајен хаос што се случува. Единствен рецепт, тоа е итната медицинска помош е стационирана во објектите во Карпош. Најдобра идеја и според нас визија за таа итна медицинска помош, бидејќи ние сме веќе во 21. век, а статуците, уредувањата во итната медицинска помош се уште од 20. век, уште од тоа комунистичко време. Зашто го велам ова? Порано било така, имало таков број на жители. Но сега, вработените во итна медицинска помош треба да бидат под истото ниво како пожарникарите, како полицајците. Итната медицинска помош, напоменувам, на идната влада, на идниот министар што ќе дојде, подхитно треба да стане како самостолна јавна здравствена установа со свој менаџерски тим, со своји барања, бидејќи кога директорот барањата ќе бидат тука во истата зграда, со вработените подхитно може да се средат возилата, да се наточи гориво. Додека сега итната медицинска помош во Скопје е под ЈЗО Здравствен дом Скопје. Управата на Здравствен дом Скопје е во поликлиника Битпазар. За да стигне едно барање за сервисирање на возило, треба да го потпише раководителот на итната помош, па кога ќе стигне до директора, значи тоа е време кое што значи многу за тие вработени. Најхитно, најбезболно е осамостовување на јавната здравствена установа итна медицинска помош, дали ќе биде под
капата на град Скопје на исто ниво како со пожарникарите што се со полицајците, или ќе биде буџетска организација под Фондот за здравство и под Министерство за здравство. И порано имаше тренд пред неколку години на отварање на пунктови, бидејќи ти не можеш со 3 пункта да го покриеш цел град. Значи имаше пункт во поликлиника Ченто, кој што беше пункт за жителите на жителите на општина Газибаба, за жителите на околните места. Имаше пункт во Катланово. Значи, тој пункт беше отворен за, не дај Боже, тешки сообраќајки, за да може итната помош да пристигне прва, да биде прва која што ќе пружи прва помош на повредениот. Исто пункт треба да има во поликлиника Драчево. Имаме направен пункт, нема возила, нема вработени. И тој пункт во Драчево најмалку треба да дневно има повице од таа општина, од општина Кисела вода, од населба Драчево и од околните села по 20 до 30 повика. Зашто таму да немаме 2 возила, стационирани возила, вработени од тој регион, каде што возилата тука ќе бидат, нема потреба менување на смени да идеме до Карпош, па да се враќаме пак во населба Драчево, тие возила стационирани тука, вработени од таа страна, од тоа место на живење, и секогаш брзата помош ќе биде поквалитетна, поефикасна и побрза. Исто и потреба итна медицинска помош Ѓорче Петров, Сарај новата поликлиника, пункт, по едно возило. Општина Чучар Сандева не е покриена со итна. Општина Чучар Сандева при повик на итна медицинска помош се чека од општина Чаир. А општина Чаир е околу 40-50 жители, општина Бутал е 30-40 жители, општина Шуто Ризари. Значи, потребно е разместување на сите пунктови на цела територија на градот Скопје. Додека во внатрешноста тоа е средено на безболен начин и подобар начин. Тука во Скопје, како што напоменав, е рак рана. Додека не се направат тие пунктови и додека итната медицинска помош не биде како самостојна и јавна здравствена организација со свој буџет, дали ќе биде под Министерството за здравство и Фондот за здравство, или ќе биде под градот Скопје, ние ќе ги имаме овие проблеми. И секогаш кога ќе излезат нови кадри од медицинскиот факултет, потребно е да им се понуди вработување во итната медицинска помош со високи плати, каде бидат задоволни, бидејќи сватите тие луѓе работат во стресна состојба. Со стресни ситуации се наоѓаат со плата, со бенефициран работен стаж и пред да влезат во итната медицинска помош, потхитно да имаат курси во ургентните центри, да работат со луѓе каде што ќе потребно да се даде прва помош при некои несреќи. Само на таков начин би имаме поквалитетна, поефикасна и побрза итна медицинска помош за градот Скопје. Така, господина Бојчевски, ви благодарам за исцрпниот разговор. Ви посакувам понатамошни успеси во синдикалното движење. Почитувани гледачи, останете и понатаму со програмата на Слободен печат.